Добра вечер и од мене. Честито што дојдовте. Малце морам да се храбрам тука. Ако денес денот не беше многу успешен, ова ви беше успех што сте тука. Значи, за тоа честито и фала многу што дојдовте. И ако требаше да собирате храброст да дојдете тука, да знаете, и јас морам да собирам храброст да стојам тука пред вас и да зборувам. Океј, значи имаме нешто заедничко. Сакам денес да зборувам за ова тема, успешно живење или успешен живот. И ветувам, нема да ви давам некои совети како вие вашиот личен живот треба да си го организирате, колку рано треба да се стани, каков мајндсет треба човек да има и сето. Сигурно има помеѓу вас луѓе кои можат мене да ми држат предавање во однос на тоа. Значи тоа нема да го правам. Ја? Сакам да зборувам за успех во многу потемелна смисла. Многу потемелно од ова, кога да станам ладно или топло да се туширам и со какво очекување да одам во денот. Многу потемелно. Кога, сега, ајде, влегуваме веднаш, кога вие го слушате поимот успех, ја, што ви доаѓа тука, што се случува, какви слики се јавуваат? Денес можеш да во Google да куцаш успех и ќе ти се јават, ќе ти пуштат слики. Ja, некој со куферчето, со некој млад бизнесмен, динамичен, млад, динамичен, неуспешен и така натаму. Може би други поими се јавуваат. Обично успех нешто има врска со пари. Позиција во професијата. Некоја скапа кола. Убави облеки. Скапи се разбира. Фудбалерите, титули, нели? Не е само да играш селска лига, туку сакаш да одиш напред. Фудбалерите. Престиж, углед, да си познат, ja, да освојуваш нешто на две нозе, маж или жена, успех. Не знам какви идеи ви доаѓаат вам. Има добри успеси, позитивни работи, добар однос, добра врска, добар брак, добра фамилија. Мислиме на нашите, во наводници, јас сум германец, јас сум обид да се натурализира германец во Битола. Значи, уште немаме стигнато, ама мислиме на нашите битолчани и македонци што одат во странство. Австралија, ја? Успешни луѓе, колку куќи има после 20-30 години работење, трудење, колку куќи. Тие во Шведска што се враќаат за Велик ден. Колку дебело е волвото што кој доаѓаат. Успехот се гледа во колата. Има успеси кои дури на надгробните камења се покажуваат. Ова е стар надгробен камен, не знам дали гледате назад, од Австрија. Таму пише, тука мируваат господинот Јозеф Валдхиер и сопругата долу. Ja? Ама што се кажува за него? Првото нешто за него што се кажува. Хаусбеситzer. Собственик на куќа. Првото нешто што се кажува. Нели? Собственик на куќа. Значи, успехот, главниот успех што треба да се каже, до после смртта дури, да се знае кој мирува тука, еден човек кој беше домакин, успешен, имаше куќа. Беше самостоен занаечија, правеше сајли, и беше градоначалник во местото Потендорф. Умре 1857 година, значи ништо лошо не му правиме, ако сега го користиме. Собственик на куќа. И тоа мора да се обележи дури на надгробниот камен. Може би, мојот успех е само
имам работа и јас можам секој ден да си ги платам, да си ги помирам сметките. И тоа е успех. Што е успех? Успех е некоја достигната цел. Достигната цел. Позитивен резултат на некој мој труд, на некој мој план, на некој напор што го вложував. Нек ни сретнав еден бодибилдер тука во Битола. Му велам здраво дечко, како си? Тој само малце постар од мене, јас мислам. И ми вели, се е под контрола и се зависи од нас. Да, секој мускул зависи од тебе, дали го тренираш и дали се храниш со доволно протеин фрлиш. Ми беше интересно, ми беше многу некако, многу содржина. Не вели, не. Супер сум, се е под контрола и се зависи од нас. Еве успех. Успех значи целта е достигната. Знаете, има многу добри цели и успеси. Например, ти си зел маж или жена и порасна деца. Голем успех. Јас немам поим. Ама, сметам дека е тоа голем успех. Малце гледам од страна, окей? Голем успех. Или ти имаш вложено напор, учеше и направи се здоби со добра обука, образование, и сега си способен и можеш нешто, имаш способности кои сега ти помагат да најдеш работа, добар успех. Такви доживување на успех е нешто многу убаво, многу посебно во животот. Да вложиш напор, јас сакам да возам велосипед, повеќе нагоре морам да признавам. Зошто? А ги осеќам мускулите, додека ги има уште, нели? Ги осеќам и сакам да се напрегнам и уживам во тоа. И кога сум горе, сум бил успешен. Добра вечер. Има столчиња таму уште. Значи, работата со успехот и со целите што ги имаме, може да има нешто многу убаво, што дава задоволство и радост. Ама едно прашање би било, дали сите наши цели се добри цели? Во која смисла? Дали секој успех конечно е добар за нас? Долгорочно гледано, дали е тоа добро за мојот живот? Или да прашувам дали моите успеси во тие области во животот можат да бидат самата смисла на мојот живот? Дали тие успеси во тие области можат да бидат самата единствена смисла во мојот живот? Можеме да прашаме дали нашите цели уште се толку убави, ако ги споредуваме со реалноста на животот. Например, инфлацијата јади пари. Да имаш пари е супер. Не велам дека не. Ја? Ама, тие пари се загрозени. И можат за еден миг да исчезнуваат во ништо. Моментално во Германија многу луѓе се загрижени. Најмногу тие што имаат многу пари на страна. Загрозени се од политиката. Значи, инфлацијата јади пари. Времето јади убавина. Сега брзо да се спасам од ова место. Завист, завидување јади пријателство. Успех е убава работа, ама економскиот успех често пати се купи, се плати скапо. Со здравјето, со расипани бракови и така натаму. Една слушнав во Германија за еден брачен пар од Источна Германија. Знаете, луѓето во Источна Германија кои живееа под таа верзија на комунизам или социјализам што таму владееше, нема можност
да си ги остварат животните сонови. И така, после промената, големата промена, тие, еден брачен пар, изградија нова куќа. Тоа беше сонот. Нова куќа. Ама сега имат кредити. И двајцата мора да работат. И сега што? Нема деца. Значи, ова куќа на соништата, на соновите, во таа куќа никогаш нема да игра деца. Бидејќи куќата беше толку важна и скапа, што овие луѓе не можат да си приустат да бидат родители. Успехот може да има две страни. Или еден предприемач од мојот крај во Германија, успешен, финансиски, си гради и тој куќа на соништата, со големи трупци од Канада. Вози скапи коли, Поршиња, Каен, Турбо, C, Панамера и така натаму. Ама човекот пие алкохол, успешен. Секој ден работи и цел ден работи успешно. Има фирма. Тој ми рече, Алекс, ти твојата мисија имаш таму, јас ја имам тука. Сакам моите вработени секој ден да дојдат со свирење на работа. И јас му верувам, јас го знам човекот, му верувам. Ама знаеш, човекот стана пијаница. Поршињата на патот до дома ги фрли во ендек. Ja? Неговата жена не е срекна со ова состојба и се жали. Ама знаеш, еден успешен човек, еден успешен предприемач не ја слуша својата незадоволна жена. Тој е успешен. Ja? И успехот може да делува да си горделив. Ja? Тој успешниот секогаш е во право. И бракот се распадна. Што останува денес? Еден стар алкохоличар во една убава куќа. Што се уште вози Порше. Okay. Успехот се плаќа. Сопругот на мојата прва братучетка. Ние почнавме со обука истовремено во истата фирма во Германија, а тој е во книговодство, како се вика, книговодство во управата во фирмата и оди напред. И станува раководител на монтажата на производството во главниот погон на нашата фирма. И сега голема одговорност, голем стрес. Човекот од млади години пуши и сега стрес, пушење, нездрав живот, притисоци секој ден, бројките на време, квалитетот и сето тоа. Во своите 45, како млад човек, доби срцев удар и умре. Ама доаѓа брза помош и го реанимират. Успешно. Делумно успешно. 17 години беше во кома. Будна кома и сега почина. И си велам, овој успех се плати. Ова успешната Германија. Да знаете, овој економскиот успех е платен со тешки илјадници, расипани срца, организми, со болни луѓе што имат работено, ова мамецот на успехот, трча по него да го фатат и за ништо, за нив лично. Конечно гледано, не беше добро за нив. Значи, успесите за кои што ги стремиме можат да имат висока цена. И не сите цели кои ги достигнуваме се конечно добри за нас. Јас си велам успех и јас. Тоа може да биде многу отровен микс, отровна мешавина. Кога јас играв ракомет, уште кога бев на училиште, и понекогаш губивме. Дојдов до заклучок подобро за мојот карактер, понекогаш и да губам. Okay? Дека успех и јас може да биде многу отровен микс. Ja?
Океј, малце размислувавме за успехот. Јас сакам да зборувам за најважниот успех кој може еден човек во овој живот да го достигне. Еден успех кој навистина е добар за мене, без исклучок. Кој ќе биде навистина позитивно за мене. И сега, краток пример, јас пред некое време бев во Германија на кратко на една свадба и од Охрид летаме и до мене седат двајца мажи и се од таму Дебарско, двајца муслимани беа, и паднаме на муабет. Еден млад и еден постар. И тој младиот живе во Германија и прашува што бара еден германец во Македонија. Помеѓу друго ме прашува дали имаш деца. Велам не. И дојде муабетот колку години имаш? Јас му велам 61 година. И дали имаш деца? Немам. И тој млад 25 годишен ми вели мене грешка направи. Замисли. Грешка направи. Јас имам 25 и веќе второто дете се спрема. Тоа ти е цел во живот, убава цел. Ja? Живе во Германија и државата ќе му даде пари за тоа, не е проблем. Океј, сега тој ме прашува мене, а ти што правиш во Македонија? Јас му велам, па види, јас сакам да помогнам да најдат луѓето еден личен однос со Исус Христос. Еден вистински однос со живиот Бог. Со сигурност во верата. После разговаравме за тоа. Еве, би сакал да објаснам, знаеш, тој не разбра, тој мисли, овие луѓе сите се православни, веќе се христијани, овие се муслимани, со кои што зборувам. Не разбираше. Јас објаснувам. Знаеш. Па види, ние сите сме традиционални христијани. И јас сум роден традиционален христијанин. Никој не ме праша кога бев крстен како дете. Тоа се правеше со мене. Значи, се родив, како дете ме крстија, и тоа може да биде, го живееме целиот живот, и на крај добиваме еден христијански погреб. А измеѓу, никогаш немав личен однос со Бог. Ја? Кај моето крштевање се чита нешто од Светото Писмо, од Божјото зборување. И кај погребот се спомнуваат стихови од Светото Писмо, од Божјото зборување. А измеѓу, воопшто не ме интересира што вели тој Бог или што не вели, или дали има тој нешто да ми каже или не. Ja? Тоа е за жал нашата ситуација како христијани по традиција. Живееме еден цел живот. По-успешен, по-неуспешен, релативно. Ама, никогаш не знаеме со сигурност Бог, мојот Создател, ме познава мене лично. Бог ме љуби. Бог ми ги прости моите гревови. Сигурно знам. Добив нов живот од Бог. Станав Божјо дете. И ако ќе го напуштам, кога ќе го напуштам овој свет, сигурно знам дека ќе сум кај Него. Имам мир со Бог. Тоа е, Бог ми прости се. Нема да ме гони пред Божиот суд за моите гревови. Мир со Бог. А мирот кој доаѓа од верување во Бог, го чува моето срце и моите мисли и ме утешува низ борбите на овој живот. Ова ние не го знаеме. Крстени, христијанско. Погребени, христијанско, ако добро, измеѓу, ајде венчани, христијанско. А измеѓу, нас не интересира што вели тој Бог. Ниту веруваме дека тој Бог има нешто добро да ни каже.
Напротив, се плашиме ако некој ја отвори Библијата некаде како отров да било тоа внатре. Тоа е нашето христијанство. Може би тоа може да се разбере. Ако ние така живееме, без да го знаеме Бог лично, со сите овие сигурности што тој сака да ни ги даде, тогаш тоа би било максималниот неуспех за нашиот живот. Се едно што инаку достигнавме. Се едно дали сме религиозни или дали сме атеисти. Јас знам дека тоа звучи многу тврдо, многу нападно дали звучи. Ама би сакал да гледаме што вели самиот Бог за ова. Значи би сакал успехот да го гледаме од перспективата на Бог. Како гледа тој на нашиот живот и на нашите цели и последиците на нашите успеси. Значи гледаме сега од вечната перспектива. И кога Бог стана еден од нас, кога Бог се роди како човек и од едно бебе што се роди стана еден возрасен маж, и кога тој почнуваше да зборува со луѓето, едно од неговите изјави беше ова: која полза или каква полза има човекот ако го добие целиот свет, а самиот себе се изгуби или се упропасти? Секако ова го рече Исус Христос. Зборуваме за успех. Замисли, еден човек има огромни успеси. Го добива целиот свет, но може самиот себе да се изгуби или се упропасти. И сакам тука уште еднаш да кажам, Бог не е против успех. Јас мислам, Бог сака ние да имаме успеси во животот. Тоа го радува него, како секој татко би се радувал ако неговото дете има успеси. Се труди за нешто, а има успех. Ja? Значи, самиот успех не е лошо. Позитивни резултати се убави работи. Ама, тука доаѓа нешто потемелно. Каква полза има човекот ако го добие дури и целиот свет? Замисли. Која полза е ако ти самиот при тоа се губиш или си оштетен? Целиот свет да го добие, замисли. Таков успех. Мораме да го спомниме најуспешниот македонец од сите времиња. Кој беше? Александар. Океј. Александар Македонски. Океј. Тој со своите војни походи, генијалности во битките и својот не знам каков ум имаше тој, освои огромна територија, ама на 10 или 11 јуни 323 година пред Христос тој умира во Вавилон. 33 години стар, млад маж. Ja. Огромно царство има освоено, стана многу мојкен. Ja. Кога читаш малце за детали во неговиот живот, ќе бидеш свесен колку војници има тој пратено во нивната смрт. Ама го слуша, го следеа. Кога имаше заговори против него, тој наредуваше екзекуции. Блиски пријатели, фамилиарни пријатели, долгогодишни другари беа екзекутирани со еден збор од него. Како господар над живот и смрт. И после тој самиот со 33 години, може би отруен од блиските околу него, умре. Тој мојкниот млад маж умре и мораше да се јави пред семојкниот. Мораше да се јави пред семојкниот да даде отчет за својот живот. Да прашаме каква полза беа неговите успеси за него лично.
лично за него. Ja? Имаше големи последици за народите, за историјата. Ама лично за него. Ниту тој, ниту неговите потомци има нешто. Неговиот син беше погубен после и тој. Знам, ние не сме Александар Македонски. Ние сме, јас сум Ацо Германецот. Јас сум никој сум јас. Ja, и ние сме така скромни граѓани, жители, нормални луѓе. Ама и за нас. Конечно важи ова. Каква полза има човекот, и тука можеш да го ставиш твоето име, дури да го добие целиот свет. А самиот себе да се изгубиш или се упропастиш. И ова ми е многу мило што така пиши. Значи Бог не ни го завидува успехот, сакам да кажам, окей? Ние еден на друг можеме, ама нашиот Создател не. Ама Бог вели, јас те гледам тебе како личност. Јас не те гледам, не те ценам поради твоите успеси. Бог гледа секој од нас како личност. Кога се одземат сите работи успешни во нашиот живот. Што си, кој си ти, кој сум јас во суштина. И Бог мисли на тебе лично. И прашањето тука, ако можеш самиот себе да се изгубиш или да се упропастиш, Бог би имал некоја цел со тебе, кој можеш ти да бидеш? Кој би можел ти да бидеш да го имаш него, лично? И ова работа е толку важно. Бог те бара тебе лично и во неговиот ум, во неговиот план, во неговата визија за тебе, тој гледа што би можело да биде од тебе. А тоа е загрозено. Ако погрешниот успех го бркаш, а вистинскиот, најтемелниот го одбиваш. Ja? Бог не прашува што имаш остварено, колку успешен си, колку пари имаш на сметка, колку си убав, колку си не знам што. Не, тој не гледа нас како личности и не цени, за него имаме ние голема вредност. Не знам дали вие тоа можете да го верувате. За себе. Не дека сме толку супер луѓе. Не. Може би, јас сум човечки гледам најнеуспешниот човек во оваа соба. Окей? А знам, Бог се интересира за мене, за него имам голема вредност. Тоа е Божиот став кон нас. Ja? И тука Бог вели, слушајте луѓе, успеси се убави. Ама, мојата цел би била најсуштинскиот успех да го имате вие во животот. Да станете оние кои би можеле да бидете кога вие сте во моите раце. Кога вие ме познавате мене лично. Бог не сака да те искористи, тој нема корист од тебе, нема потреба од тебе, ама тој сака да те има. И искрено го бара најдоброто за тебе. Например, што нуди Бог? Каков е тој пат кон тој вистинскиот успех или кои состојки има тој вистински успех? Ти би можел да имаш тотална прошка на сите гревови пред Бог. Прошка незаслужена, туку прошка по милост. Тоа го нуди Бог, тоа го нуди Исус Христос. Ти би можел да добиеш еден нов старт, ослободен од сета вина во животот, ослободен од лошата совест, ама и ослободен од твојот егоизам. Ти можеш да живееш во сигурност. Сигурност, преге реков, Бог ме љуби, Бог ми прости. Јас веќе добив нов живот. Ако му веруваш на тој Бог,
ти можеш да живееш со сигурно очекување дека ќе бидеш кај него после смртта. Од него ветено. И така, Исус Христос, овој го кажува тоа, тој вели, слушај, со други зборови, јас сум тој кој ги застапува твоите вистински интереси. Знам, вие така не мислите за Исус. Не знам каков однос, какво мислење имате вие за него. За Бог. Ама со овие зборови тој вели, слушај, јас мислам на тебе самиот јас мислам. Јас сум загрижен да не се изгубиш или се упропастиш. Јас ги застапувам твоите интереси и јас сакам ти вечно да си успешен. И сега ние луѓето сме соочени со овие зборови, со овие понуди на Исус. И сега ние мораме да одлучиме што сакаме. Дали ќе му дозволиме тој да влезе во нашиот живот. И тука овој стих е пред овој другиот стих. Само тука не е важно, вие не толку точно не гледате. Okay. Добро цитирав. Зашто кој сака да го спаси својот живот, ќе го изгуби. А кој го изгуби својот живот заради мене, тој ќе го спаси. Значи сега сме соочени со неговите понуди. И сега ние мораме да одлучиме дали јас ќе терам понатаму по свое, или дали ќе му дозволам тој да расчисти кај мене, во моите идеи, во моите мисли, во моите сваќања, дали сум спремен да го слушам и дали сум спремен да му дозволам тој да ме убеди. Понекогаш некој фудбалски клуб нема успех веќе. Стално се случува. Ja? И кога нема успех, има две можности. Не кажам кого да го прашам, специјалистите за фудбал, или се бара нови играчи по некој, или нов тренер. Okay? И зошто? Ни треба нова идеја, ни треба нов систем, ни треба нов пристап, ни треба нов... Некој мора да дојде и да ја обнови работата. И сега доаѓа новиот, дали се вика Гвардиола, дали се вика, не знам како се викат овие, Клоп и така натаму. Ja? И доаѓа со нова идеја. Ако сакаш успех, што треба да правиш? Треба да го слушаш тренерот. Ja? Ке играме друг систем, ке играме друга структура, ова, она. И фудбалерите, играчите, ако имат доверба во тренерот, ќе прават како што вели тој и ќе дојде до успех. Ако сакат да терат понатаму, ќе изгубат. До сегашните сваќања, до сегашните идеи, нема да дојде до успех. Така ние луѓето сме соочени со радосната вест, ама длабоко во нас ние би сакале некако да тераме понатаму. Ама Исус Христос, кој знае се, кој ја гледа работата од вечната перспектива од озгора и гледа и низ времето, не само тродимензионално, дуку и низ времето. Тој вели, на тој начин, на крај ќе бидеш изгубен. Ние некни бевме на кафе во Микел во Молот. И таму има едно место во кјошот, една маса со две столчиња. Ти седиш таму како во стакло и гледаш од озгора се. Интересно. Тоа е како да можеш малце да гледаш во иднината. Го гледаш кружниот ток. Тек. Океј, ме разбирате. Гледаш паркиралиштето, гледаш некој таксист долу. И знаеш, тој таму ќе оди. Таму ама има застој. Тој се уште не знае, ама ти знаеш. Значи Бог на некој начин гледа од озгора и го гледа нашиот живот и ја гледа иднината. Со Божјата перспектива. Ако сакате да имате нешто блиско, одете во Микел, тамо во кјош, ќе видите за што зборува. Сега Бог вели, јас знам, ако ти сакаш самиот со својот ум да го спасиш својот живот самиот, тогаш ти гарантирам,
Самиот себе си ќе се изгубиш. Нели? Бог е загрижен за тебе лично. Тој не вели, ти нема да бидеш корисен за мене, она ќе ја изгубам твојата работна сила. Не. Ти самиот себе ќе се изгубиш. Биди егоист, вели. Мисли на себе си и слушај ме мене. Ja? Биди спремен, јас да ти ги обновам идеите, сваќањата и да ти давам нови нешта, односно во мене да имаш доверба. Сеедно колку си успешен, организиран, ориентиран, здрав, личен, сакан, ако тоа го одбиваш, според зборовите на Исус Христос, ќе го изгубиш својот живот. Изгубени луѓе. И сега ќе дојдеме до крајната идеја за денес. Баран и најден, кога Бог има успех. Сега, на некој начин, ова ми беше најважната идеја од целата вечер, сега ќе ја видиме. Ќе зборуваме за тоа дека Бог се труди да има успех. Кај мене и кај тебе, во нашиот живот. Ja? И пак ќе читаме еден текст од Новиот Завет, Евангелието според Лука. Сите цариници и грешници се приближуваа при него, при Исус, за да го слушаат. Знаете, кога Исус држеше предавања, многу народ имаше таму, ама знаеш, кои беа тие луѓе што дојдоа? Некои луѓе не им беше мило што тие дојдоа кај Исус. Ja? Цариници. И тие тогаш беа корумпирани. Ja? И со неправедно проценување на стоката и сето тоа им зеле повеќе пари на луѓето, плюс работеле за римјаните, значи и издајници, и неправедни. И тие луѓе доаѓаат кај Исус да го слушат. И се жалат религиозните луѓе, побожните, фарисеите, книжниците пак негодуваа, велејќи, овој прима грешници и јаде со нив. Гледаш, Исус јадеше со грешни луѓе. Интересна работа. Се дружеше тој со нив. Зошто дојдоа тие кај него? Дали беа љубопитни? Дали веќе слушаа нешто и осетија, ова ја зборува вистината, ова мене ми треба, јас сум грешник. И тој зборува за прошка. Дали е можно Бог да може мене да ми прости? Сакам да знам повеќе. Сакам да се запознавам со Исус. И Исус ги прифати. И јади со нив. Тој не ги викна, ајде во црквата да одиме. На светото место. Не. Тој седи со грешните и јади и пие и разговарат. Ако Исус денес би бил во Битола, тој би одел со тебе на кафе. Со цел да зборува со тебе лично. Да можеш да го слушаш. Значи, Исус ги прими грешниците, јади со нив, разговара со нив, се интересира за нив. И гледате тука, гледаме тој, Исус бара луѓе со личен контакт, лично зборување. Кај него не постојат автоматизирани церемонии. Како реков, како стануваш христијанин? По автоматизам, како бебе, фрац, вода. Сваќаш, некој стих, некој пеење. Како ќе одиш во небото, фрац, на крај, некоја церемонија. Автоматизирани церемонии не постојат. Исус бараше личен контакт и лично ги бараше луѓето. И тоа е ден денес е уште истото. Ja? Исус Христос те бара тебе лично. И сега мораме да одиме напред. Ова е обвинување.
против Исус. Ама како одговара тој? Тогаш им ја кажа ова парабола. Кој од вас, ако има 100 овци и загуба една од нив, не ќе ги остави 99 во пустината и не ќе отиде по загубената додека не ја најде. Тука има една изгубена овца, само 1% од стадото. Од 101 изгубено. Дали вреди? Дали вреди? Вреди, ќе одам, ќе ја барам. Океј? Ќе оди по загубената додека не ја најде. Тој вели, така постапува секој од вас. И како е тоа? И кога ќе ја најде, ќе ја крене на своите рамина и се радува. И кога ќе дојде дома, ќе ги повика пријателите и соседите и ќе им рече: радувајте се со мене, зашто ја најдов својата изгубена овца. Ви велам, вели Исус, така ќе биде на небото поголема радост за еден грешник кој се кае, отколку за 99 праведници кои немат потреба од каење. Еве луѓе, ова ви е еден многу важен стих. И мене ми е тој стих многу важен. Во небото, таму каде што е Бог, кој се радува таму? Бог се радува. Поради што? Еден грешник направи пресврт. Јас го барав. Јас седев со него и јадев и пиев и му разговарав за Господ. Исус вели така: јас ги барам тие грешните луѓе. И еден ме слушаше, еден. И некако ме слушаше на вистина, го отвори срцето и поверува во мене. И направи еден пресврт внатре во срцето. И сега тој беше изгубен, сега е најден. Ja? И во небото радост, Бог се радува за овој успех. Сега ви кажав се. Ова е успехот што треба да го има Бог во нашиот живот. Бог се труди лично да не најде. Знаете, секој седи тука во своите облеки. Ти во твоите облеки. Ти во твоите чевли. Ти со своето лице, со ти. Тебе те бара Бог. И се надева на овој успех. Дали ќе почнеш да го слушаш? Кога Исус сака да разговара, ja? Дали почнуваш да слушаш? Дали можеш да веруваш дека Бог толку те цени, што лично тој те бара? Бог сака да има успех на тој начин кај тебе. Се прашувам дали ти можеш тоа да го веруваш. Ja? Ние веруваме дека Бог на тој начин сака да ни зборува, затоа има вакви предавања. На некој чудесен начин Бог на овој начин ви се обраќа. И овие стихови не се мои идеи, тоа се стихови кои 2000 години стојат во Светото писмо, во Библијата. И ако дома можеш да ја отвориш твојата, таму ќе го најдеш. Божјото зборување е ова. И тој се надева, се обидува да добие, да ти да го слушаш, да го сватиш сериозно. Успехот би било тој. Ти дозволиш тој да те најде. Повеќе не се бара од тебе, замисли. Бог е тој што се труди да те бара. Некаде горе на планина овцата, ja? Кој се труди? Тој, овчарот. Оди да ја бара. Тој се труди. Ja? Ја бара додека не ја најде. Што се бара од тебе? Не бегај од него. Не крии се од него. Слушај го. Кога вика, вели, да, тука.
Тука сум, спаси ме, те молам. Ja? И ќе дојде и ќе те спаси. Ќе те крени на рамено, како што читавме. Ja? Успешен живот, знаеш каде тоа се случува? На рамената на Спасителот. Изгубена овца, најдена, како ќе стигне таа дома? Таа е носена дома. Спасителот ја носи дома. На рамена на Спасителот одат дома. Ако ти го слушаш Исус Христос и му веруваш, му дозволиш да тој да го превземе твојот живот или му го предаваш, ja? Тој ќе те носи дома. И ќе се радувате заедно. Тоа е успешниот живот што Бог го нуди. Во најкратки црти. Ама знаете, јас се прашувам, зошто Спасителот, односно овчарот, нема подобар успех? Ja? Зошто толку овци изгубени, ама бегат, не сакат да бидат најдени? Ja? Сега знаеме, овците тоа сме ние, окей? Без навреда. Овците тоа сме ние. Сите ние сме овците. Ja? Зошто не сакаме да бидеме најдени? Јас дојдов до заклучок да си изгубена овца не е воопшто шега. Тоа е некоја многу сериозна состојба. Ja? Бог знае, тој мора мене да ме бара, јас не го барам, јас бегам од него. Тој оди по мене, јас бегам од него. Тој ми зборува, јас се противам. Не ме интересира дали ти постоеш, какви мечки, какви волци, каков овчар. Тука е убаво, јас не сум изгубена, се е окей, се е под контрола и се зависи од мене. Мојот став. Изгубената овца не се предава лесно. Имаме секакви изговори. Јас сум религиозна овца. Јас и така натаму. Да си изгубена овца воопшто не е шега. Е голем проблем. Грешниците и цариниците тој проблем го нема. Тие осетија ова што тој го нуди ми треба. И сега на крај. Уште еден стих. Исус Христос мораше да доживее неуспех. Неуспех. Тој дојде во Израел, кај евреите, да ги бара и да ги најде. Ама голем дел од тој народ го одбија. И кога тој последниот пат патува во Ерусалим, се приближи до градот, стои горе на ридот и долу е градот со храмот, со тај религиозен центар и се, тој плачи за него. И вели, кога и ти би узнал, дури барем во овој твој ден, што е за твојот мир. Но сега е сокриено од твоите очи. Еве тука Исус признава неуспех. Голем дел од израелскиот народ го одби. Ja? И на крај, овој стих продолжува. Тој зборува за уништувањето на Ерусалим во 70-та година. Ниеден камен нема да остане на ова место. Ja? И така се деси, се случи. Систематско уништување, рушење на целиот град. Луѓето убиени во тешки илјадници, до милиони. Ja? Неуспех. Исус плачи, Бог плачи, му е мака. Луѓето не сватија што е за нивен мир. Ja? И некако тука е нашиот избор. На една страна радост. Бог се труди и сака да се радува. Еден човек ме слушаше и ми верува, се покае и дојде кај мене, јас го спасив. Радост. А тука тага. Бог тагува.
Замисли. Исус Христос, кој Бог што стана човек, плачи. И е безмојкен. Немојкен. Не може ништо да прави веќе. И на некој начин во таа ситуација тој се наоѓа и ден денес. Се мојкниот, немојкен, ако ти велиш не. Се мојкниот се радува ако ти му дозволуваш тој да те најде. Тоа е крајот на денешното предавање. Наредниот пат, ќе сакам да ве поканам пак да дојдете. Наредниот пат ќе зборуваме за тоа како не бара Исус Христос и кои фактори одлучуваат за успех или неуспех на неговата мисија кај нас. Фала многу за вашето трпение. Okay.